Почитувани гледачи, ви посакувам добар ден и добре дојдовте во уште една нова Откриени тајни. Како и секоја сабота, така и денес имаме нова и интересна тема на која што ќе разговараме со нашиот редовен гостин, доктор Жарко Костич. Што е она за што денес ќе зборуваме? Навистина интересна тема во која што ќе ги споиме животот и уметноста. Ќе ги откриеме тајните како од нашиот живот да направиме едно навистина убаво уметничко дело кое што на крајот ќе можеме да кажеме дека е ремек дело. Останете на програмата на телевизија 24. Во продолжение следува разговорот на темата животот како уметност. Животот како уметност е темата на која што разговараме денес и како што веќе најавив со доктор Жарко Костич, мотивационен говорник, ќе одговориме на прашањата како да создадеме едно навистина убаво уметничко дело од нашиот живот. Жарко, добар ден и добре дојдовте во ова Откриени тајни. Добар ден, Сања, добар ден до нашите стари и нови гледачи. Денес, Жарко, ќе направиме една навистина убава споредба на животот со уметноста. Многу добро знаеме дека уметниците со своите четки, со своето перо, со своите зборови создаваат прекрасни уметнички дела кои што остануваат запаметени низ историјата. Сведоци сме на многу уметнички дела кои што се уникатни, оригинални и имаат навистина голема вредност. Уметникот твори со четката, со перото, со зборовите на најразлични начини, но кога станува збор за животот, што можеме да кажеме дека е основна алатка на човекот за да направи уметност од својот живот? Апсолутно, значи во оваа емисија се концентрираме на животот и полето на животот како една уметничка творба, ајде така да кажеме. Поради тоа што, да ги цитирам неколку, мислам дека се не е баш одедени, ако има слични конотации, тие цитати дека најголемата уметност е уметноста на животот и на живењето. Така да во оваа емисија ќе разговараме за тоа, ќе разговараме за уметноста на животот, ќе разговараме за многу теми кои што се поврзани со уметноста, а фактички се рефлектираат во нашиот живот и токму тоа не натера да направиме оваа споредба, односно оваа паралела. Така да кога ќе размислиме за нашиот живот, имаме различни полиња во нашиот живот и како ги комбинираме сите тие полиња, како се изразуваме, колку сме креативни, колку сме инспирирани, колку сме едноставно волни да се дадеме ние за другите и останатите делови од нашиот живот, покажува колку сме волни да бидеме уметник во сферата на живењето. Така да можеме да бидеме уметник за нас како единка. Едноставно да креираме уметност од нашето постоење како индивидуа. Но исто така уметноста и убавите креации, затоа што уметноста е креативност, колку сме креативни во полето на фамилијата, колку сме креативни во полето на врските. Тука е едно друго поле каде што можеме да изразиме својата креативност. Работното место дефинитивно може да биде место каде што ќе изразиме нашата креативност и колку е убаво, Сања, кога сме креативни, колку тоа не исполнува, колку тоа не крева високо по тонската скала. Човештвото, едноставно кога се грижиме за човештвото како такво. Така да, во животот не сме само ние, имаме различни полиња, кои што сме ги опфатиле во претходните емисии, но како ги комбинираме сите тие работи? Гледайте, денот се состои од ќе отидеме на работа или ќе станеме, така? Па не знам, првите ритуали кои да се, правењето на кафе за некој друг, правењето на доручек. Видите, естетиката, љубовта која ставаме во се она што ќе го направиме, во се она што ќе го допреме, има врска дали сме уметници во живењето или не. Но она што можам јас да го сватам е дека вистинските уметници се даваат се од себе и даваат дел од својот живот, даваат својата љубов, својот афинитет на тоа што го прават, а тоа што го прават е за другите. Така и ние, од моментот кога ќе станеме, пак да кажем, кога ќе го направиме првото утринско кафе, можеби доручекот, што и да е, треба да биде, може да биде рутина или едноставно може да биде креативност, а тоа зависи од нас. Со која цел го правиме, за кого го правиме, кој е тој кој што ни инспирирал да го направиме. Затоа што гледате, да креираме и да оставиме и да искреираме некаков ефект врз околината е огромна цел и многу висока цел. Човекот и уметникот живее за да искреира убави ефекти врз својата околина. Сликарот тоа го прави преку сликите, поетот преку песните. Значи, едноставно секој наоѓа начин како да се изрази, но самиот живот не стопира постојано да се изразуваме, постојано да покажуваме нашата креативност, нашиот афинитет, нашата љубов за околината и сето тоа можеме да оставиме во малите нешта
кои што го сочинуваат денот. Можеме едноставно да дојдеме на работното место, да бидеме високо со емоциите и на сите да им пожелиме добар ден, да ги поздравиме со огромна количина на афинитет, заинтересираност и љубов за нив. Гледате, тој им го разубавува денот. Веќе сме искрирале ефект. Гледате, еден мал гест кој што остава трага врз околината, и тоа само по себе уметност. Колку сме волни да се дадеме себе си за продуктот што го правиме, без разлика дали е тоа на работното место или креација која што сакаме да направиме во домот. Колку се вложуваме, колку сакаме тоа изненадување, тој ефект да биде убав, да биде перфектен, поради тоа што гледате, нашата гордост зависи од тоа. Така да во оваа емисија ќе разговараме на многу вакви теми и ќе ги поврземе и ќе направиме паралела помеѓу уметноста и помеѓу живењето. Уметноста, кога ја споменуваме, зборуваме за еден вид на комуникација, која што уметникот ја има со публиката, на која што го прикажува своето искреирано дело. Секако многу е убаво кога публиката ќе возврати на уметничкото дело кое што уметникот го создал, и во тој момент се чини дека уметникот е најсреќен и тоа е тоа што него го прави да биде задоволен од своето искреирано уметничко дело. Апсолутно мислам дека тоа е уметност. Гледате, кога ќе искреирате нешто, дали го добивате, дали сте искомуницирале со публиката или не. Во основа на уметникот и вистинска уметност е кога ќе добиете повратен одговор назад на вас. Поради тоа што уметност има за цел да искрира некаков ефект. Нешто да остави кај луѓето. И во основа на уметноста дефинитивно е комуникацијата. Не е само вербалната комуникација. Така, него комуникација, што комуницира сликата, што комуницира песната, дал допира до нас, како допира до нас. Се надеваме дека нашата емисија допира до гледачите на начин на кој што ние тоа го посакуваме. Гледате, можете да направите уметност на вистина од се едно, но во основа на уметноста е комуникацијата и како ние се изразуваме и каков квалитет на комуникација даваме. Така да во животот секогаш кога комуницираме оставаме дел од себе кај другиот. Секогаш кога комуницираме оставаме дел од себе кај другиот. Некогаш се чувствуваме добро и високо со емоциите и оставаме доброто од нас кај другите луѓе. Некогаш паѓаме со емоциите, некогаш не сме си ние тие што сме и некогаш креираме едноставно ефекти кои што не се најсоодветни, не се најдобри, но секогаш можеме да го коригираме, едноставно треба да даваме комуникација која што ќе креира позитивни ефекти, за да и фидбекот секако биде позитивен, кој што ќе не се врати назад на нас. Така да комуникацијата дефинитивно е алатка и е во основа на уметноста. Мислам дека самата комуникација, волноста да се комуницира, начинот на кој се комуницира, афинитетот кој што човекот го има во таа комуникација, согледувањето на работите, разбирањето на другиот човек, волноста да го разбере другиот човек, волноста да биде другиот човек, е нешто кое што е во основа вистинска уметност од која што се состои животот. Комуникацијата е основно нешто од кое што се состои животот. Ние комуницираме со се околу нас. Ние сме тука, комуницираме со околината, комуницираме со гледачите преку камерите. Ние комуницираме. Едноставно комуникацијата е давање, исто така и примање. И тоа е уметноста. Што даваме и што примаме. Гледате, но исто така може да видите некој човек кој што е загрижен околу вас, некој човек на кој што можеби не му е најдобро, некој на кој што можете да му помогнете. Дали го восприемате? Значи, дали сте во комуникација, дали сте заинтересиран за него, дали сте љубопитен за околината. Гледате, уметниците се љубопитни за околината, сакаат да знаат што е тоа што ќе искреирам, што им треба на луѓето. Едноставно некој се инспирирани, едноставно длабоко во себе ги имаат своите емоции, има нешто што сака да го кажат и колку е поискрено. Видите зашто комуникацијата, вистинската комуникација се заснова на искреност. Колку поискрени сте, толку по-добро комуницирате. Исто така и со уметноста. Колку се поискрени тие чувства, колку се поискрени она што го чувствувате да го пренесете на околината, тоа допира до нив и тоа е вистинска уметност, вистинска комуникација. И мислам дека само таква комуникација може да направи и возвратна комуникација, односно да предизвика и самата публика и самата околина да ни возврати со комуникацијата. И она што сум видел дека кога човекот е искрен, мислам дека навистина остава убавина, затоа што вистината е таа која што секогаш комуницира со околината. Кога зборуваме за уметноста, секако тука е убавината и естетиката која што во животот ја сретнуваме, ја имаме секојдневно секако, но можеме ли да кажеме дека животот на еден човек може да биде целосен и вреден доколку во него не вметнеме естетика? Мислам дека животот без убавина и без естетика не е вреден. Гледате, можеме да идеме во животот едноставно да го живееме рутински.
и да го доживееме ден за ден, без да внесуваме убавина, без да се трудиме да внесеме во убавина во животот. Ако ја видиме тонската скала за која што честопати збориме во нашите емисии, ќе видиме дека таа се наоѓа во тие позитивни жолти тонови и дека е на едно многу високо ниво. Гледате колку има убавина во тоа да сте колку има позитивност, колку е убаво да ширите убавина за другите луѓе, поради тоа што таа естетика многу интересно. Гледате, сите овие бранови должини, сите овие емоции имаат своја бранова должина. Емоциите се бранова должина. Фреквенција е сега. Секој од тие фреквенции влие позитивно или негативно врз околината. Кога ги видиме овие жолти тонови, имаат една убава фреквенција која што позитивно влие, благопријатно влие врз околината. Како паѓаме по емоциите, ќе видиме овие црвени и жолти тонови кои што се по негативните тонови, исто и тие се фреквенција, но не влијаат убаво врз самата околина. Кога имате естетика, кога имате убавина, без разлика дали ќе видите човек кој што убаво облечен, без разлика дали ќе дојдете во некое место, кафич, ресторан, дом кој што е полн со естетика. Видите, кога ќе влезете во место кое што е полно со естетика, тоа едноставно влие многу позитивно врз вас и ги топи сите негативни мисли и негативни емоции во тој момент. Ако се присетиме на момент, може би сме отишле тажни на некој концерт или сме отишле на некоја, не знам, уметничка изведба со негативни емоции. Самата естетика, самата убавина толку ни го трга вниманието на надвор. Така или ќе отидете во некој град кој што има огромна естетика, ќе отидете во Барселона или во кој да е град каде што изобилува со уметност, ќе видите дека тонот на луѓето е на многу повисоко ниво, поради тоа што гледате во околината имате нешто кој што ви го привлекува вниманието. Не сакате да сте во себе, ако нема ништо интересно, луѓето знаат, окей, ќе отидам сега на компјутер, ќе отидам на Facebook, ќе отидам на едноставно да го задржат интересот на некој начин. Но кога имате околина која што е полна со убавина, тоа едноставно ви го вади вниманието на надвор и ве прави во најмала рака заинтересиран, што е исто така високо по скалата на емоции. Но да се навратам за тоа што сакав да го кажам, она што е интересно е дека естетиката има најблиска фреквенција со нас, како битија. Затоа што тоа е нешто кое што е многу интимно поврзано со нас, како битија. Нема човек кој што е равнодушен на естетика, нема човек кој што е равнодушен на убавина. Секако дека за вкусови не се дискутира, и знам дека еден човек сака едно, друг сака друго, но како и да е, естетиката комуницира и допира до самиот човек. Така да она што е убаво е дека кога имате естетика во некоја околина, кога имаме естетика во нас, кога имаме естетика во просторот, тоа влие пријатно на самите нас поради тоа што ги на некој начин топи негативните мисли и негативните емоции, едноставно не носи во сегашноста поради тоа што сме во околина која што не прави да бидеме заинтересирани за убавината која што тој простор не остава. Секако дека Жарко не секогаш се наоѓаме високо на тонската скала и не секогаш сме добро расположени, не секогаш имаме во себе некоја енергија со која што можеме да се пофалиме дека е доста позитивна, и во тие моменти најверојатно поголем дел од луѓето немаат желба убаво да се облечат и да изгледаат убаво кога ќе излезат од своите домови. Колку сето ова е поврзано секако со естетиката, но колку мотивацијата има влијание врз тоа дали во нашиот живот ќе имаме естетика или нема да имаме. Точно. Некогаш се чувствуваме разочарани, некогаш се чувствуваме како едноставно нема иднина, се залудно кое што сакаме да го направиме, и тогаш ние губиме гордоста во нас, губиме нашата почит, и во тој момент едноставно не ни е ни важно како изгледаме, што ќе облечеме, како ќе се презентираме себе си. Но мотивацијата е поврзана со продукцијата. Се малку ќе застраним, иако не е застранување од самата тема, затоа што и самата уметност и самиот уметник ако не е продуктивен не се чувствува добро. Но исто е и во уметноста за животот, така ние се разговараме за уметноста на живеењето. Колку повеќе сме продуктивни, гледате, продуктивноста ни го крева моралот, како позитивна емоција, како елан кој што ги имаме. Духот ни го крева продукцијата. Моментот кога не сме продуктивни, тогаш паѓаме со емоциите, затоа што не креираме ефект. Исто како што и уметникот страда ако не искрира ефект. Замислете, имате некој кој што едноставно не добие фидбек или повратен одговор од уметноста која што има искрирано за луѓето, тогаш не се чувствува добро. Но исто така и во животот. Ако ние не искрираме ефект, ако не сме продуктивни, ако денеска ништо не правиме,
тогаш секако дека моралот ќе ни биде паднат, затоа што тој е базиран на нашата продуктивност и тогаш немаме таа гордост од тоа што сме го сработиле. Гледате колку убаво кога имаме гордост од тоа што сме го сработиле, сакаме да ја покажеме таа гордост преку убаво облакање, преку естетика, преку креативност, на убави нивоа на тонската скала, тоест се креваме на естетичност. Така да, честопати знаеме да кажеме дека треба сме мотивирани за да продуцираме, но има и друга теорија која што ја дефинитивно ја застапувам и верувам. Мотивацијата се враќа или се постигнува со продуктивност. Видите, прво треба да сме продуктивни за да имаме мотивација. Ние ако чекаме нешто да не мотивира за да сме продуктивни, тоа е обратно гледиште, затоа што ако почнеме да сработуваме нешто, ги завршуваме работите, зборевме од една од претходните емисии, колку повеќе отворени, започнати недовршени работи имаме, толку паѓаме со емоциите, поради тоа што немаме продуктивност. Продуктивноста зависи од завршен продукт, нешто кој што сме го комплетирале, нешто кој што сме го завршиле, едноставно им го даваме на другите, зашто тој продукт некојаш е за нас, ама некојаш и за другите луѓе. И она што сакам да го нагласам, и мислам дека на сите нас им треба, на секој човечко битие, вистинскиот квалитет, деталите кои што ги ставаме во сето она кои што ќе го продуцираме, без разлика дали сме некој кој што можеби правиме огради или некој кој што прави песна или некој кој што крира било што. Ситните детали, перфектноста на изгледот е тоа кој што ќе ни ја врати горделивоста. Гледате, ако го завршиме некој продукт, само да го завршиме ради реда, тогаш ја немаме таа гордост во нас, поради тоа што самиот продукт, тоа што го даваме на другите луѓе, како тоа изгледа, како тоа сме го сработиле, зборува многу за нас. Така да кога ќе го вложиме, кога ќе се вложиме се, кога ќе дадеме се од себе за нештото и кога ќе го направиме перфектно, кога ќе го направиме добро, да изгледа супер, тогаш не се враќаат тие позитивни емоции, тогаш ние се чувствуваме убаво, тогаш сме мотивирани, тогаш сме горди, тогаш ја даваме таа убава естетика од нас, без разлика да станува збор за облека или што и да е друго, кој што ќе го манифестирам. Естетичност само по себе да сме високо по емоциите. Видите колку е убаво кога ќе видите некој човек кој што е насмеан, кој што е ведар, само по себе духот има огромна естетика. Зборуваме за животот како уметност. Сигурна сум дека го задржавме вашето внимание со првиот дел од разговорот, но ние продолжуваме понатаму. Секако доктор Жарко Костич, мотивационен говорник, е тука да ни одговори на прашања кои што се поврзани со животот како уметност. И секако, Жарко, имаме навистина голем број на прашања кога станува збор за уметноста во животот која што ја внесуваме сите поединечно, но знаеме дека кога уметникот создава дела, тој треба да биде причинител. Треба да биде доволно инспириран и да има навистина креативни елементи кои што ќе сака да ги внесе во своето уметничко дело. Како можеме ова да го поврземе со животот како уметност? Па гледате, инспирација е многу убав збор. Тоа само значи дека имаме некој надвршен фактор кој што во нас буди позитивни емоции и ни дава креативност. Така, без разлика дали е, не знам, девојката, дали е сопругата, за сопругата, сопругот, кој да е, гледате, или пак работното место, тоа што сакате да го понудите, или можеби се тоа слушателите, можеби се гледачите, можеби се е публиката. И имате нешто за кое што вие се давате. Имате надворешен фактор кој што ве инспирира. Колку сме повисоко по тонската скала, можеме полесно да го видиме тој надворешен фактор поради тоа што сме со вниманието надвор. Зборевме дека тие жолти тонови се екстровертирани, значи со вниманието се надвор и се заинтересирани за самата околина. Гледате колку повеќе сте заинтересирани за околината, толку повеќе може да бидете инспирирани од околината и толку повеќе може да креирате за околината. И она што не инспирира или што треба да ни инспирира секојаш е во иднината. Затоа и збориме во нашите емисии дека животот е магија, животот е магичен, ние сме креативни и сме на некој начин магионичари во животот поради тоа што замислуваме нешто и после тоа преку акцијата го материализираме и го креираме. Збориме секојаш дека имаме наш универзум и дека имаме физички универзум. Исто е со уметноста. Уметноста, уметникот креира нешто во својот ум. Така ние замислуваме емисијата, писателот замислува што ќе напише, сликарот замислува што сака да наслики или се инспирира од надворешноста за тоа што сака да го направи. Музичарот исто така, но гледайте, нашиот универзум е толку битен поради тоа што нашиот универзум е поврзан со иднината. И инспиративноста, инспирацијата, да сме причина
креативноста е секогаш поврзано со иднината. И толку е убаво иднината. Иднината е платното, кое што ни е дадено таму. Затоа што гледате, имаме минато, сегашност и иднина. Тоа е времето. И тоа го имаме и ќе го имаме. Иднината нема да прекине. Проблемот е дали сме ние во иднината или не. Тука ја поврзаме тонската скала на емоции. Рековме дека плавите тонови се повеќе заинтересирани за минатото, тука се болките од минатото, тука е тагата и така натаму. Црвените тонови малку над црвените се во сегашноста, но гледате жолтите тонови се во сегашноста и во иднината. Тие се во сегашноста, но со мислите се за иднината. И тука е таа креативност. Тука е уметноста на живењето. Ефектот што сакаме да го искрираме е во иднината. Како можеме да сме причина? Ние не сме причина ако сме само тука, во сегашноста, или сме во минатото. Затоа што ако сме само во сегашноста, секако дека е добро и одлично е да бидеме во сегашноста, значи тука не е спорно. Ние треба да живееме во сегашноста, но со мал чекор кон иднината, за да бидеме причина. Затоа што тогаш сме причинители. Што е тоа што сакаме да го направиме? Каков ефект сакам да направам? 1 саат од сега, 2 сати од сега, 1 ден од сега, 1 месец од сега. И тоа е тоа што ни дава мотивација. Таа слика, зборуваме за цели, постојано во нашите епизоди. Зборевме за 7 точки како да ги реализираме нашите цели. Едно од нив рековме дека треба да едноставно да ја замислиме иднината и рековме во една од нашите емисии начинот како треба да се организираме од кога ќе го замислиме крајниот продукт. Како што писателот си го замислил продуктот, како што твори кон него, кон остварување на нешто кое што го замислил, така и со животот, така и со секоја друга уметност. Замислуваме нешто кое што сакаме да го постигнеме. За кого тоа го креираме? Така. Што е тоа што го ставаме во иднината? Таа цел која што сакаме да постигнеме има некаков ефект за нас, за фамилијата, за блиските, за групата, за човештвото. Ги споменувавме генијалците. Генијалците се уметници на живењето. Сите тие карактеристики на генијалците се баш карактеристики на еден уметник. А иднината е платното кое што никој не ни го стопира, на кое што треба да сликаме. И гледате, исто како што и писателот не дозволува некој да му се меша, што ќе стави на хартијата? Композиторот исто така, сликарот исто така. Збориме за сигурноста, за самодовербата, за нашиот пат кој што идеме во животот, за нашата иднина. Исто така и ние треба да знаеме кон што се спремиме, кои ни се препреките, да ги надминеме тие препреки, да стигнеме во целта и едноставно да ги прифатиме позитивните сугестии. Зборевме во минатата емисија да бидеме способни да ги отфрлиме негативните сугестии, затоа што иднината, уметноста и сликата во нашиот живот е баш она што ние сакаме да го насликаме и ефектот на сето тоа се гледа во нашата околина. Ако имаме ефект и ситуација во нашата околина, сами со себе, во фамилијата, на работното место, и ако не сме задоволни со тоа што ги имаме, едноставно треба повторно да станеме уметници, да ја замислиме иднината која што сакаме да искрираме, да се ставиме во акција и едноставно да дојдеме да го искрираме тој ефект и да направиме таа уметност и кога ќе видиме дека состојбите се многу подобри, едноставно сме задоволни од самиот факт дека сме успеале во тоа. Но Жарко, има моменти кога уметникот не е доволно инспириран и креативен, му се случуваат одредени блокади во процесот кога го создава своето уметничко дело, па дали во тој момент тој треба да застане со својата креативна работа и да чека повторно да биде инспириран од одредено нешто во неговото опкружување или едноставно да продолжи да работи, па така да чека да му се појави одредена мотивација и инспирација за да го продолжи делото? Да, јас она што сум го видел и кој што е за мене вистина е многу често мене и сигурен сум и на другите луѓе им доаѓаат идеи после од кога ќе сработат нешто. Значи некогаш чекаме да ни дојде идеја, ама тогаш не сме причина во животот. И честопати јас знам дека секако дека има уметници, веројатно некој ја застапува едната теорија дека му треба инспирација, па чека да ја добие друг. Има други уметници кои што едноставно креираат, пишуваат, творат и на тој начин се тера да бидат креативни, да им доаѓаат уште поголеми инспирации. Не знам што да кажам на оваа тема, но би сакал да кажам нешто или да дадам еден, ајде да кажам, она што во нашиот народ е како поговорка убаво е дека е џабе работи, џабе не седи. Поради тоа што да го надоврзам пиова со претходното прашање колку сме попродуктивни, колку повеќе сработуваме
работи толку повеќе ни доаѓа инспирација затоа што се чувствуваме добро од продуктивноста која што имаме. И често пати во животот збориме и за грешки, збориме за преземање на ризици. Едноставно животот е живот и со нас носи грешки, носи проблеми, носи ризици од кои што можеме да научиме. Но некогаш треба да сработиме нешто, да направиме некоја акција, нешто да постигнеме за да ни светне некоја идеја. Често пати мене во животот ми се случило, едноставно ќе направите нешто, но во тој момент тоа ви е единствената идеја која што имате дека треба да го направите. Отпосле ви доаѓаат попаметни идеи. Така да не секогаш мислам дека треба да се чека, туку едноставно да се дадеме во акција, да се фатиме со работа за да ни дојдат подобри идеи, затоа што гледате идејата не е лесно нешто да ни дојде. Ако чекаме цело време, ако сме ниско по тонската скала, треба да се примораме да сме во акција, едноставно да си внесеме дисциплина и да сработиме нешто. Ќе се кренеме со емоциите, како се кренеме по скалата на емоции, ни светнуваат многу подобри, покреативни идеи и мислам дека тие креативни идеи ги има секој од нас, но треба да ја надминеме таа скала, треба да го вложиме тој напор и труд за да дојдеме до таа идеја која што е добра, која што е креативна, за да можеме после тоа да ја реализираме и да искреираме подобра уметност. Кога можеме да кажеме, Жарко, дека еден човек од својот живот успеал да направи уметност, односно да создаде едно уникатно ремек дело? Точно, јас знам дека има луѓе кои што го живеат животот на начин вистински како да се уметници. Луѓе кои што го живеат животот како игра, луѓето кои што го живеат животот високо со емоциите, луѓето кои што сакаат убавина, луѓето кои што сакаат естетика. Колку е убаво и мислам дека воопшто не е потрошено време, пари, средства кога човекот вложува во естетика и во убавина, поради тоа што тоа е нешто кое што е стварно интимно на нас како духовни битија. Тоа е духовната храна која што нас не треба, естетиката и убавината е храната за духот. И поради тоа уметниците се толку битни за едно општество. Вистински се на највисокото ниво, поради тоа што тие сонуваат за иднината. Тие креираат нови реалности. Тие се тие кои што внесуваат естетика, убавини и ја креваат емоцијата на целото општество. Уметниците се тоа кои што го прават. Но и ние како луѓе сме уметници. Секој од нас е уметник во најмала рака. Уметник во животот, а јас мислам дека тоа е, да се вратиме на почетокот на некој цитат, на некој од луѓето кои што слично има цитирано, барем се не знам дали е конкретно од еден човек, дека највисоката форма на уметност е живењето. И како тоа ќе го направиме, колку сме полезни за луѓето, колку сакаме да им помогнеме, колку луѓето се срегни дека сме со нив, колку имаат полза од нас, колку даваме за другите луѓе, како комуницираме со нив, колку им го разубавуваме животот, колку имаме цели, дали се тие цели индивидуално само за нас или се за другите. Ете, сето тоа е уметност во живењето. Како тоа го сработуваме, доаѓаме до целта на кој начин? Колку луѓе имаат бенефит од нашата цел? Ете, сето тоа е уметност во животот и мислам дека кога имате луѓе кои што ве сакаат, кои што имаат луѓе, кои што имате пријатели кои што сте ги створиле во текот на живењето, пријателите имаат бенефит од вас, сте ги постигнале целите, сте внеле убавени естетика во обкружувањето околу вас. Мислам дека тоа е вистинска уметност и дека е стварно живот кој што е убаво испишан, убаво едноставно даден за околината. И повторно да кажам, мислам дека ние никогаш не можеме да изгубиме дел од нас. Ние сме креатори на нашата енергија. Ете, ние како битија креираме енергија, но таа енергија, за да ја креираме повеќе и за да ја едноставно да имаме поголем квантитет на таа енергија, ни треба тоа платно, а тоа е иднината, ни треба цел, кој што ќе замислиме, едноставно треба се дадеме во надминување на препреките, да ја постигнеме таа цел, поради тоа што тоа ќе ни даде вистински квалитетен живот, тоа ќе ни даде среќа, тоа ќе ни даде пријатели, тоа ќе ни даде восхит, тоа ќе ни даде почит, тоа ќе ни даде гордост. И на некој начин тоа е убавината на живењето. И мислам, барем за мене, уметноста во живот. Дали значи, Жарко, дека уметникот секогаш гледа кон иднината, никогаш не се навраќа кон минатото и сето она што се случило или можело да се случи и секогаш се наоѓа високо на тонската скала? Би сакал да кажам дека животот или ние, ако ја ставиме иднината како платното, дефинитивно не можеме да бидеме во сегашност. И мислам дека баш тоа е тоа кој што не инспирира и кој што не тера да сме причинители, не тера да сме креативни, едноставно иднината е таа која што ни дава инспирација, замислениот ефект, замислената цел која што сакаме да постигнеме, нешто кое што не мотивира вистински да
да уживаме во живењето. Мислам дека вистински ако немаме авантура во животот, гледате кога имаме авантура, а авантурата баш е цел која што треба да постигнеме. Колку животот може да биде досаден, колку едноставно не е до толку забавен, ама животот е забавен во колку имаме цел, ако имаме посветеност кон таа цел. И секој еден од нас мислам дека ако нема таа авантура во својот живот, може да ја створи, може да ја искрира, може да ја измисли. Мислам дека во секој случај животот ќе биде многу поубав за секој еден од нас, затоа што гледате тоа е лична работа. Што е тоа што ние сакаме да го постигнеме, тоа е убавината. Видите, што е тоа што вие сакате да го прикажете за себе, за вашите пријатели, за вашата фамилија, за околината, што е тоа што сакате тие да видат дека сте направиле и колку бенефит и корист имаат од сето тоа самите тие. За да бидеме уникатни и да создадеме навистина оригинално уметничко дело, секако дека треба сами да бидеме креатори на сето тоа што го работиме и веројатно околината да ја ставиме во тој момент настрана. Сами да одлучуваме како ќе изгледа нашето уметничко дело, односно нашиот живот како уметност. Точно тоа, значи колку повеќе допуштаме околината да влие врз нас, толку помалку оригинални сме како уметници. Убавината на секој еден од нас е дека секој од нас е оригинален. Видите, секој човек има своји желби, секој човек има своји идеи. И тоа е убавината на тоа што сме различни. И тоа е убавината на тоа дека секој од нас може да искрира различен тип на уметност во полето на живењето на што го сака. И поради тоа нагласивме многу кратно во нашите емисии, кога зборевме за карактеристиките на генијалците, секогаш мора да се допуштиме да сонуваме, затоа што навистина тоа е замислувањето на иднината која што сакаме да направиме. Рековме дека колку сме исплашени за иднината е поради тоа што не ја креираме иднината. На некој начин више не замавнуваме со магичната рака. Гледате, ние имаме магично стапче, тоа е во нас. А тоа нешто е креативност. Дали сме насочени кон иднината и каква иднина сакаме да створиме зависи исклучиво од нас. Секако, ако не подбегнеме под влијание на околината, иако често пати тоа знае да се случи. Некојаш едноставно треба повторно да се осврнеме на нашите лични цели, да ги најдеме тие цели кои што ги сакаме, и ако ги најдеме вистински целите за кои што знаеме дека сме тука и постоиме, огромен квантитет, огромна мотивација се распамтува и се наоѓа во нас за да можеме да ги надминеме препреките кои што ни се јавуваат на патот на постигнувањето на целта. Така да никогаш не треба да прекинеме да сонуваме, поради тоа што секој еден од нас почна да умира во моментот кога почна да ги губи своите соништа. Така да, мечтењето, сонувањето е нешто кое што мораме да го заштитиме, затоа што тоа е тоа кое што не прави вистински уметник во животот. Секако, Жарко, дека доколку Пикасо дозволел во времето кога создавал и кога творел некој друг да ја држи четката со која што тој ги сликал своите најпознати уметнички дела, тие денес веројатно не би имале ни малку од вредноста која што ја имаат. Апсолутно, ако видите зашто Пикасо е Пикасо, поради тоа што е оригинален. И секој еден кој што е оригинален е некој кој што е убедник, и тоа е тоа кој што сакав да го нагласам. Секој мора да има своја оригинална цел. Начините како да дојде до целта може да ги научи. Се учи, кога имаме знаење, имаме техника како да ги надминеме сите тие препреки, што е тоа што ни треба. Во една од претходните емисии кога зборувавме за слободата, рековме дека колку слободата е битна за изразувањето. Гледате, уметникот има слободата, поради тоа што не дава никој да му се меша во творбата која што сака да ја направи. Но рековме дека слободата е битна и е потребна, поради тоа што со слободата можеме да ја постигнеме целта. Уметникот има таа слобода за да го искрира тоа што сака да го искрира. Во колку имаме слобода, а немаме цел, тогаш вредноста на слободата се намалува, ја земаме здраво за готово, но гледате, ја немаме целта, ја немаме продуктивноста, ја немаме креативноста. Зошто ни е потребна слободата? Секако дека ни е потребна слободата и таа е многу битна, но никогаш не треба да забораваме дека таа слобода ни е битна, затоа што, и да кажем уште еднаш, можеби има нешто кое што е побитно од слободата, тоа е целта. Поради тоа што животот, рековме, сам по себе нема цел, дека ако ние не му дадеме цел и не му дадеме значење на животот, животот губи во своето значење. Така да слободата е битна, поради тоа што слободата ни дава знаење, слободата е способност, слободата е учење, за да се надминат препреките кои што не спречуваат да дојдеме до постигнување на целта.
Жарко, ви благодарам за одговорите на оваа тема и за тоа што и денес повторно во Откриени тајни внесовте позитивна енергија и верувам дека допревме кај нашите гледачи кои што редовно не следат и ги натеравме тие самите да бидат уметници во својот живот, да го откријат она уметничкото во себе и да создадат едно уникатно ремек дело. Се надевам, Сања, и ето и тоа нека е една убава завршна мисла. Ти благодарам дека стварно целта ни беше секој еден од нашите гледачи да едноставно повторно креира и да биде уметник во својот живот. И би сакал да искористам оваа прилика како и во минатиот пат да најавам еден настан кој што ќе се одржи на 15 јуни, тоа е четврток во 19 часот во хотелот ТЦС Гранд Плаза, значи тоа е во Тефалиџа, значи во 19 часот на 15 јуни ќе се одржи предавање од моја страна, која што е мотивирачко, ќе има за цел едноставно да ја поврати мотивацијата, животната сила кај секој еден кој што ќе дојде да слуша тоа предавање. За дополнителни информации и ако сакате да го потврдите вашето присуство, тоа може да го направите на социјалните мрежи или на мојот мобилен телефон 078 261 771. Имајте убав ден. Тоа беше се за денешната Откриени тајни. Но вие доколку сакате да дознаете нешто повеќе околу сето ова за кое што зборувавме и да се надоврзате и на претходните емисии, секако дека може да ги најдете сите емисии на социјалните мрежи, како и на Facebook страната на доктор Жарко Костич, така и на веб страната и Facebook страната на Телевизија 24. До следното видување ви посакувам пријатен ден и останете со програмата на Телевизија 24.